И добро, еве и во ова неделно издание на предпоследната влегуваме во рубриката за Вселената. И вечерва гостина во нашето студио Зоран Милчевски ни доаѓа од Скопското астрономско друштво. Му посакуваме добре дојде и храбро момче овој Зоки. Не знам дали се сите астрономи така, по овој снег сепак да се дојде овде во студиото. Па да, добро вечер и наистина доста снег има вечерва. Малку те забавите, имаше ли проблеми по патиштата? Па има и на самите патишта има снег, сигурно има 10 сантима на патиштата има снег. Те прашувам со оглед на тоа што доаѓаш од една приградска населба, да речем Сингелиш беше. Да, центар Панова, да. Так. Додеше го чиста снегот, меѓутоа пак го има доста, мислам. Има доста. Добро, ми се чини дека добро одбрана тема за вечерва. А вечерва ќе зборуваме за сметањето на времето, односно ќе зборуваме за календарите. Што велат записите, Зоране, кога се појавува првиот календар? Па првиот календар се уште од најстаро време, значи некаде во Асиро-Вавилонската држава и отприлика некаде пред 4000 години пред Христа и се забележени, значи во тој период забележени се некакво сметање на времето, значи обично тогаш тој календар бил нешто лунарен календар, значи налик нешто денес на исламскиот календар како што е. И во него значи се сметала фазата на времето се сметале фазите на месецот, значи фактички еден месец бил поделен отприлика некаде на 4 години. Пардон, на 4 недели некаде. И од тука тоа е прво броење во историјата на човештвото. Значи нешто подоцна се јавува овој египетскиот календар, значи кој што од кој што настанува денеска поточно. Колку биле прецизни овие први календари? Овие први календари не биле прецизни, затоа што во тоа време нормално не можело да се одради вистинската вредност на сончевите мени или па да речеме вистинската вредност на тропската година, мислам далеку од тоа дека бил. Меѓутоа нормално самите календари потребата на човекот, значи за сметање на времето се јавува уште од најраните фази на човековото обстојување и едноставно човекот доколку сакал да навреме да ги заврши сите оние полјоделски работи, да речеме сточарски работи, значи он морал да знае кога ќе се ора, кога ќе сее, кога ќе жнее, кога да речеме ќе му се објагне некоја овце или слично, и од тука се јавила таа потреба, значи за било каков начин на сметање на времето. Без разлика што не биле овие календари прецизни, сепак они представуваат некога си револуција, значи во самата астрономија при она сметање времето, затоа што нели со самото развивање на науката доаѓа и до попрецизно мерење на времето. А добро, Зоране, дали за вас е позната и дали ве провоцира она добро позната мистерија поврзана со излевањето на Нил и тоа во најтоплиот период од годината? Денешниот календар имено е поврзан токму со оваа мистерија. Па да, денешниот календар е всушност наследник на староегипетскиот календар. И староегипетскиот календар настанал на основу на она мистериозно излевање на реката Нил. Мислам, за што се работи? Реката Нил, ние знаеме, во Африка нели е најголем, мислам не само во Африка, него и во светот е најдолга река со 6700 километри и она се карактеризира тоа што тече во правец југ-север, за разлика од речиси 70% од реките во светот кои што го течат во обратниот правец. И реката Нил се состои од две реки, и тоа од Белиот Нил и од Синиот Нил. Белиот Нил истекува од Викториното езеро, кој што се наоѓа во Уганда, близу до главниот град Кампала и речиси на самиот екватор. И ова езеро дава некаде 75 до 80% од целокупната вода во реката Нил, значи од ова езеро. И малтене преку целата година има еден исти водостој, што значи дека не може да влијае на еден ваков висок водостој токму во најтоплите месеци во годината во Египет. Меѓутоа Синиот Нил исто така извира, поточно и он истекува од едно езеро во Етиопија кој што се нарекува Таана. И ова езеро, самата конфигурација околу тој терен, значи во Етиопија, е таква да целата онаа вода што се собира
значи и од дождови и од снеговите што се топат во тој дел, значи во тој период во Африка. Самата конфигурација е таква да целата оваа вода се носи во реката, се носи во Синиот Нил. А од таму, од Синиот Нил, значи од езерото Тане и преку Синиот Нил, се она тече према север, нели, и северно од градот Картум, значи овие две реки се спајаат и понатака течат кај реката Нил. Значи во овој период, значи некаде во средината на март месец, значи започнува снегот да се топи од планините во Етиопија и целата таа вода, нели, ја собира. Добро, каква е конекцијата сега со Нил со менањето на времето? Кога ќе дојде веќе водата близу Асуан, значи веќе кај што ја фаќа египетската територија, таа за во јули месец почнува нивото да се качува дури и за 7 метри од нормалниот водостој. И ово дуве ги бунело. Значи овој висок водостој траел отприлика се некаде до септември месец и од септември месец водостојот почнал да паѓа се до крајот на октомври месец кога се враќал на еден нормален водостој. Се египтјаните ова многу вешто го користеле. Значи целиот оној поплавен терен од левата и од десната страна на реката Нил, значи отприлика фаќало отприлика 500 метри па до километар. Тоа е бил доста плоден период и они откако ќе се повлече Нил, они го обработувале овој предел, така да за период од 2 години од овој предел давале и до 5 жетви. Така да целата концентрација на народот, мислам, во староегипетската држава била токму околу реката Нил. Сега кај е конекцијата, што рековте? Мислам, сите реки во светот го прават тоа. Значи целата, да речеме, и Вардар ја собира водата од 70% од Македонија и од пола Косово, ја носи во Грција. Мислам, тоа не е ништо, како да кажем, страшно. Не е мистерија. Мистеријата е тоа што никој не успел да помине Сахара, пустината, и за да го докаже овој феномен. Прв човек кој што ја поминува пустината бил еден германски биолог Хорнеман и него му требало 3 години, значи од период од 1799 година па до 1802 година ја поминувал Сахара пустината, значи му требало 3 години од местото Асуан до местото Борн во Кенија да ги помине. Понатамошните експедиции што дошле, што го докажуваат овој феномен, значи ја докажуваат оваа мистерија. И така оваа мистерија после 7000 години на некој начин била разрешена. Сега, оваа мистерија мислам дека е влезена и во Гинисовата книга на рекорди, која мистерија која што најдолго траела, а на крајот сепак дека на некој начин е разрешена. Сега, од кај тука е врската со календарот? Календарот, во тоа време египетските свештеници, значи, пресметале дека од едно излевање на реката Нил, па до наредното излевање на реката Нил, поминуваат 12 полни месечини и нешто повеќе, значи некој известен период. Така да на секоја трета година поминуваат по 13 полни месечини. И ова всушност е првиот сончев календар во историјата на човештвото. Значи, они на тие 12 месеци, они дале 30 дена, и тоа се 360 дена. Значи, тоа е прв календар во историјата на човештвото, кај што се рачуна као сонцето кој што се има репер за мерење на времето. И нормално, овој календар низ историјата понатака се покажува као непрецизен. Значи, затоа што сепак во однос на тропската година он многу се разликува. Нормално они требале да барат некој по-прецизен репер за мерење на времето. Египетските свештеници биле доста образовани луѓе. Значи, они на некој начин, на еден индиректен начин, они ја воделе државата. Значи, сите ние промени што настанувале на небото, во природата и слично, они му кажувале на фараонот и фараонот на основу на тие нивни забелешки он го одредувал управувањето на државата. Египетските свештеници нешто подосна приметиле дека една звезда секогаш се јавува пред самиот изгрев на сонцето. Значи пред поплавата една звезда се јавува пред изгревот на сонцето и они ги броеле секој пат, и они ги броеле деновите до низиното наредно појавување. И изброиле точно 365 дена, а тоа е звездата Сириус или они како што ја нарекувале Сотиус. Така да веќе отприлика сега тој период не се знае, но се претпоставува дека е негде 1000 до 1500 години пред Христа, отприлика 1500 години пред Христа, дека они го воведуваат во
календарот и тој 365 ден. Значи, годината ја делат на 12 месеци, од по 30 дена и додаваат плюс 5 екстра денови, значи до 365 ден, значи до на појавување на звездата Сотиус или Сириус, кој што се нарекува денес, и тие 5 дена нив претежно им биле за религиозни цели. Значи 360 дена им биле работни и 5 дена им биле на некој начин посветени према тие нивните богови. Сега и овој циклус на нив не им бил прецизен, затоа што со тек на времето гледале дека оној природен циклус на појавата на промената на годината, значи кај нив се јавува со некое закаснување. Сега, они што приметиле? Значи, египетските свештеници многу гледале на небото, мислам, во тоа време. Они приметиле дека звездата Сотиус за период од 1460 години, она им касни еден ден. Касни, значи, циклус од еден ден. И сега нормално, со една проста математика, они 1460 го делат со бројот 365 и се добива 4. И тоа веќе, значи, отприлика 300 години, поточно има различни тука цифри кога како потекнува, мислам, овој циклусов наречен сотичен циклус, но се смета дека некаде 284 година пред Христа веќе египјаните го воведуваат таа четвртина од тој ден. Значи, веќе, еве да речеме, 3-тиот век пред Христа, нивниот календар им трае 365 дена и 1/4 од 366 ден, што пример во тоа време во однос на другите цивилизации со бројање на времето они бегале многу напред. Значи целиот овој циклус кој што нормално не е прецизен, значи тој циклус од 1460 години денеска во астрономијата се нарекува сотичен циклус, меѓутоа он не е прецизен, меѓутоа за тоа време, значи отприлика некаде пред 2200-300 години денеска представува и такако доста прецизен циклус. Иначе вистинската вредност на сотичниот циклус изнесува 1517 години. Календарите не биле тогаш сигурно многу прецизни, но ајде сега ние да бидеме прецизни, да фрлиме поглед на часовникот, точно е 22 часот и некои 27 секунди, време за нашиот хит неделника, потоа повторно од студиото. Вечерва зборуваме за сметањето на времето, зборуваме за појавата на првите календари се до денешниве. Меѓутоа, ќе го искористам овој момент да ве прашам нешто и за имињата на месеците, кој им кумуваше, како се ставани, дали има некое значење името на месецот? Па да, имињата на месеците се земени од староримскиот календар. Староримскиот календар во староримскиот календар прв месец во годината бил месецот март. Значи месецот март бил посветен на богот Марс, затоа што римјаните нели биле Марс нели бог на војната, римјаните биле доста ратоборен народ и прв месец кај нив во годината им бил месецот март и со тоа им започнувала и новата римска година. Значи кое што во однос на денешниот календар, значи започнала некаде 753 година пред Христа, нели со на основање на градот Рим од браќата Ромул и Рем. Сега наредниот месец во годината кај ние, значи кај втор месец кај римјаните бил месецот април. И за месецот април нема точни податоци од каде се потекнува неговото име, се претпоставува дека е тоа некоја лоша изведба на Афродита, на божицата Афродита, нели? Или па дека се зема од името се зема од еден стар латински збор апираре, што значи се отвора. Значи при тоа се мисли нели на